Унапредување на инклузивното образование на децата со посебни образовни потреби. Новаа тема дефектолози од Македонија и соседните земји се собраа во Струмица на научно-стручен собир. Целта е да се согледаат предизвиците со кои треба да се соочи државата во насока на унапредување на инклузивното образование на децата со посебни образовни потреби во предучилишните, основните и средните установи. На овој меѓународно стручен собир се присутни и стручни лица, дефектолози, логопеди, наставници кои што работат со децата со посебни потреби, нивните родители, значи имаме представници од родителите, како што видовте и самите деца со посебни потреби на приредбата, значи сите заедно во текот на овие 2 дена ќе ги разгледаме актуелните состојби кои што се случуваат во нашата држава во образованието, ќе дадеме предлог мерки. Значи присуството на Министерството како покровител на оваа наша манифестација дава на тежина дека тие предлози кои што ние како стручни лица ќе ги донесеме ќе бидат понатака проследени и имплементирани од нивна страна, но имаме и представници од земјите од соседството, од бившите југословенски републики, од Бугарија, значи представници кои што ќе ни го покажат искуството во нивните земји, како е кај нив, каде се стигнати тие, значи ние имаме сознание дека се на едно понапредно ниво од нашето, така да ќе ги примениме нивните искуства, ќе видиме што има тие да ни кажат и така сите заедно во текот на овие 2 дена ќе донесеме заклучоци и препораки. Посекувајќи им плодна и успешна работа, учесниците ги поздрави покровителот на собирот, министерот за образование и наука Панче Кралев. Во својот говор се осврна на реформите и напорите на владата и министерството за доближување на македонскиот образовен систем со нормите и стандардите на земјите од Европската унија. Министерството за образование и наука во имплементацијата на иницијативата Образование за сите со цел зголемување на вклучување на децата со посебни потреби во редовното образование во континуитет презема мерки насочени кон промена на постоечките политики, развој на курикулуми, организирање на обука на наставници, подобрување на просторно-техничките услови во училиштата, изградба на пристапни рампи во училиштата, обезбедување на бесплатно сместување во ученичките домови, како и низа на други мерки. Во рамките на овој процес, Министерството ги усвои наставните планови за учениците со посебни образовни потреби, како оштеден слух или вид, за продолжување на средното образование во 4-годишното стручно образование со цел зголемување на нивната мобилност и нивното образовно ниво. На тој начин им се овозможува продолжување на школувањето на овие лица во високообразовните институции во Република Македонија најпошироко. Поздравни говори до учесниците имаше и градоначалникот на Струмица, а со пригодна програма добре дојде на учесниците им посакаа учениците од посебното училиште Свети Климент Охридски од Ново село и Заводот за рехабилитација од Банско, како и членовите на Пионерскиот дом Благој Мучето. Учесниците на меѓународниот стручен собир ќе работат во сесии и планерни дискусии на повеќе теми за процена и идентификување на правците кои треба да се подобри инклузивното образование во Македонија.